Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница. Јас сум наставничка Ленче Трајкова во второ одделение во Основното училиште Владо Кантарчиев од Ѓевѓелија. Денеска со вас ќе споделам знаења од македонски јазик. Поточно ќе работиме од подрачјето литература, наставната содржина, обработка на басна. Денеска ќе обработиме 2 басни со цел да научиме повеќе за басната. Цел на овој час ќе биде да научите какво литературно дело е басната, да ги откриете нејзините елементи, да се запознаете со содржината на 2 басни, да умеете изразно да ги читате, да ги откриете темата, времето и местото на настаните, да ги анализирате личностите во басните и да ги откриете нивните особини, да направите споредба на особините на личностите во двете басни, да извлечете поуката од дадените басни и на крај, многу важно, да ја применувате поуката во своето секојдневие. Преку техниката ГРОЗД би сакала да го откриеме поимот басна. Ајде да придружиме некои зборови кои што одговараат на поимот басна. Ајде, секој од вас може да се замисли некој зборче кое што одговара на поимот басна. Јас би рекла кратка. Следно проза. Следен збор поезија. Зборот животни одговара на басна. И на етчија. Скржавост. Да погледнеме што е тоа басна. Да откриеме. Басната е кратка литературна творба. Еве го зборчето кратка. Може да биде напишана во проза или во поезија. Еве ги зборовите проза и поезија. Главни личности се животните. Точно. Преку нив се исмеваат некои особини на луѓето. Скажавоста, глупавоста, наивноста и наетот. Од басната излекуваме поука. Значи, да запишеме и да запомниме што е тоа басна. Басна е кратка литературна творба, напишана во проза или поезија, во која главни личности се животните. Преку нив се исмеваат некои особини на луѓето: скржавост, глупавост, наивност, инает, алчност. Да се запознаеме со првата басна. Погледнете ја убаво сликата и веднаш ќе можете да откриете за што се зборува. Зборуваме за басната и на етчи. Да ви ја прочитам. И на етчи. Преку длабокиот поток, луѓето наместиле греда за поминување. На средината на гредата се сретнале 2 јарца. Тргни ми се од патот, рекол едниот јарец. Тргни се ти, јас не сакам, рекол другиот. Ќе видиме кој ќе се тргне, рекол првиот и ги наведнал роговите подготвен за борба. И другиот се налутил. Во борбата паднале заедно во водата. Ја слушнавте басната, да одговориме усно на дадениве прашања. Што наместиле луѓето преку длабокиот поток? Значи одговараме усно. Луѓето преку длабокиот поток наместиле една греда.
Зошто ја наместиле гредата? Размислете, па ќе ви помогна. Гредата ја наместиле за да можат да преминат преку потокот. Кој се сретнал на средината на гредата? Знаете, на средината на гредата се сретнале двата јарци. Зошто се карале јарците? Тие се карале кој прв да премине преку потокот, преку гредата. Како завршила нивната борба? Знаете, и двајцата паднале во водата. Да ја анализираме басната со незините елементи, тема, време, место, личности, особини на двата јарци. Која би била темата на оваа басна? Зашто се раскажува во басната? Во басната се раскажува за инаетот на двата јарци. Време. Кога се случува настанот во басната? Времето не е одредено, значи ќе кажеме дека се случува еден ден. Место. Да го одредиме местото. Каде се случува оваа случка? Случката се случува крај потокот. Личности во оваа басна и наечи се двата јарци. Јарците се животни, значи во басната главните личности се животни. Да ги откриеме особините на двата јарци. Размислувајте гласно и да видиме дали ќе се совпаднете со запишаните особини на двата јарци. Значи, упорни, зошто? Затоа што настојувале да преминат преку потокот. Доследни, бидејќи си држеле до своето замислено да преминат преку потокот и не сакале да отстапат. И наечи, зошто се инаечи? Затоа што се инаетат кој прв да помине. Ниту едниот не сака да попушти. Да видиме што научивме од басната. Зошто двата јарци не успеале да поминат преку потокот? Размислете. Двата јарци не успеале да преминат преку потокот, бидејќи воделе инает кој прв да помине. Каква особина е инаетот? Инаетот е негативна особина. Кој може да биде инаечија? Човекот понекогаш може да биде инаечија. Дали оваа особина му помага на човекот? Значи, особината да биде инаечија, дали му помага на човекот? Не. Инаетот му штети на човекот. Секоја басна за нешто ни не поучува. Значи, од неа можеме да извлечеме поука. Поука. Да видиме која поука можеме да ја извлечеме од басната инаечи. Која поука можеме да извлечеме? Да не водиме инает. Со инает не можеме ништо да постигнеме. Инаетот е лоша особина на човекот. Лесно беше? Да. Од басните произлегуваат и многу народни поговорки. Од оваа басна ќе ви ја прочитам народната поговорка: од инает полош занает нема. Размислете што значи оваа поговорка. Ќе преминеме на втората басна. Таа носи наслов Две кози. Еве ги двете кози прикажани на сликата. Слушнете ја басната Две кози. Се сретнаа две кози на еден тесен пат. Над патот имаше стрмна карпа, а под патот голема бездна. Се замислија козите. Што да прават сега? Не можат да се свртат и да се вратат назад
од каде што дојдоа. Затоа, едната коза легна и се спружи на земјата, а другата внимателно помина преку неа. Така заминаа живи и здрави по својот пат. Значи, басната е кратка творба. Прочитајте си ја неколку пати. Да одговориме усно на дадениве прашања. Каде се сретнале двете кози? Каде се сретнале двете кози? Двете кози се сретнале сега во оваа басна на еден тесен пат. Зошто двете кози не можеле да го продолжат патот? Бидејќи над нив имало стрмна карпа, значи не можеле нагоре, а под патот имало голема бездна. Овдека го слушате зборчето бездна, да го објасниме незиното значење. Ако убаво го разгледаме, значи бездна без дно. Тоа би значило една стрмна удолнина. Ако козите паднат надолу, ќе се струполат по удолнината. Како тие го решиле својот проблем? Едната коза легнала на патот, со своето тело направила мост, а другата внимателно поминала преку неа. Да ја анализираме басната и да откриеме тема, време, место, личности и се разбира особини на двете кози. Темата на оваа басна се крие во незиниот наслов. Што се раскажува во неа? Во басната се раскажува за средбата на двете кози. Време, кога се сретнале двете кози? Еден ден, бидејќи времето во басната не е означено. Место, каде се сретнале двете кози? Двете кози се сретнале на еден тесен пат. Личности во оваа басна се двете кози. Да ги откриеме особините на двете кози. Ке видите дека многу се разликуваат од особините на двата јарци. Козите се сложни, толерантни, паметни, попустливи. Зошто? Сложни, бидејќи можат да се договорат. Толерантни, го почитуваат мислењето на другите. Паметни, знаат дека со инает не можат да успеат. Попустливи, едната попушта, другата прифаќа и спротивно. Одиме понатаму. Што научивме од оваа басна? Зошто двете кози лесно го решиле својот проблем? Знаете ли? Затоа што се договориле и решиле да си помогнат. Не се и наетеле која прва да помине. Одговара ли за оваа басна да го ставиме насловот и наетчии? Не може оваа басна да го има насловот и наетчии, бидејќи козите тука не се и наетат. Да ја извлечеме и поуката. Која поука можеме да ја извлечеме од оваа басна? Со слога и договарање лесно можеме да го решиме секој проблем. Да направиме споредба на двете басни. Првата басна, јарците со инает во борбата паднале во водата. А во втората басна, двете кози со слога, здрави и живи заминале по својот пат. На крајот од секој час следува домашна работа. Нема да биде тешко. Повеќето од домашната работа ќе ја сработите усно. Научете што е басна. Вежбајте изразно да ги читате басните. Во тетрадките запишете што е басна и анализите на двете басни. Нацртајте си по една илустрација од нив. Применете ги поуките од басните во секојдневниот живот. Последното ви е најважно.
Мислам дека часот ви беше интересен и затоа ви благодарам на вашето внимание.